Ке падне ли Тонале како колатерална жртва на преструктурирањето на Stellantis? Сериозни се шансите кросоверот која постави Алфа Ромео на позитивен пазарен колосек, иако пред скоро време е обновен, да престане да се произведува идната година. Причините за тоа се гледаат во пренамената на фабриката Pomigliano d'Arco во центар за производство на идната генерација мали пристапни електрични возила, заради што треба да помине низ процес на менување на технологиите. А како Тонале е поставен на старата Small White платформа на Fiat Chrysler, чии корени датираат од пред 2 децении, неговото производство нема да може така лесно да се префрли на друга локација. Stellantis засега нема ништо потврдено од овие информации кои до јавноста дојдаа преку италијанските синдикати. Но ако се точни, Тонале ќе стане запаметен како еден од моделите на Алфа Ромео со најкраток животен век. Купно околу 5,5 години, двојно пократко отколку што сега имаат Џулија и Стелвио.